Добре, криптоентузијасти, повторно, како и секогаш знаете, вторник и среда најчесто ги резервираме за вести и за техничка анализа, со тоа што сакам да почекам до утре, да направам техничка анализа, затоа што се уште очигледно е млада неделава, така да имаме некои поместување на DXY кои што се невообичаени и затоа не сакам да брзам со техничка анализа, така да во текот до утрешниот ден ќе гледам да добиете и техничка анализа. Во меѓувреме имаме вести, практично така решено фундаментална анализа, каде што можеме да погледнеме поради што се овие движења најчесто. Сега, нормално, за почеток би сакал како и секогаш да се благодарам на стандардните, Дарко Јошев, Бобан Досев, Иле Кочишки, Никола Котели, како и секогаш, значи, досега скоро и да не сме имале вести без нивната помош, нивната контрибуција. И нормално Христијан Крстевски, кој што ни прати некои интересни материјали, знаете, Христијан Крстевски е од време на време снима некои технички видеа за нас, за нашиот канал, така да му благодарам и него. Сега, за почеток, ова е баш од Христијан Крстевски и нели, знаете, ги рангираме вестите во зависност од тоа колку се битни. Јас мислам дека нема ништо побитно од CBDC, затоа што тоа е оно што моментално го спремаат буквално за да направат еден глобален затвор. Дали вие тоа мислите дека е точно или не, останува на вас, но јас затоа постојано ви давам нови вести, каде што може да се уверите во тоа што моментално го прават, а нормално на вас останува да мислите што сакате во однос на тоа. Сега, оние кои што не знаат што се CBDC, че само нека го запишат CBDC на мојот канал и ќе најдат повеќе видеа во кои што објаснуваме во детали што тоа представува. Накратко представува Central Bank Digital Currency или пак тоа е дигитална валута на централните банки, која што буквално има програмска вредност и може во било кое време да биде програмирана за тоа како вие смеете да ја трошите. Тука е проблемот. Сега еве да ви покажам колку тоа ќе биде страшно. Значи ова е во Кина, знаете, од оние кои што следат малку повеќе на криптосферата, моментално, значи Кина има активен CBDC систем, дигитален юен, и гледајте како функционира системот за казни за брзо возење. Значи овде може да видите дека има скенер за брзина, имате екран кој што покажува колку моментално е брзината на вашиот автомобил, погледнете како функционира. Така, значи точно наоѓа кој сте, наоѓа колку сте возеле брзо и директно добивате казна на вашиот волет. Значи колку едноставно, колку брзо возите, така, овдека, значи точно кој е вашиот идентитет и според тоа добивате соодветна казна ако имате над оваа брзина. Значи поедноставно од ова не може да биде. Директно на ваша сметка, нема веќе ни праќање, ни докажување, ни ништо. Добивате директно казна, ако зависите, ако може вака да добивате казна во однос на брзината на возењето, замислите што ќе биде. Пак ќе напоменам кога ќе дојде момент да коментирате нешто што не се допаѓа на моменталната влада во било која држава, без разлика дали е тоа Македонија или некоја друга, замислете само што ќе се случува тогаш. Сега, во однос на тоа колку е страшно тоа што го прават државите, ќе земе Австралија како пример. Затоа што Австралија е прост пример на лицемерието на една влада што може да направи за само неколку години со цел да скрие тоа што сака да го направи. CBDC е моментално најстрашната работа која што можеме да оставиме на нашите деца, а тоа се случува низ целиот свет со огромна брзина. За сите оние кои што мислат дека е многу далеку тоа дигитални валути, тоа нема да се случи, тоа Господ знае уште колку време, се лажат многу. Ви прост пример. 2020 година, ова е артикал од 17 септември 2020 година. Кога? Официјално Австралија и нивзината Централна банка кажаа дека нема да има потреба од Central Bank Digital Currency во Австралија. Така. Потоа се започнуваат повторно разговори дека ќе има Central Bank Digital Currency, во кој што тамошни граѓани, очигледно, значи ова е декември 2022 година, собираат повеќе од 77.500 подписи, ОЗИС се уствари, нели, така се нарекуваат они самите, австралиците, со кои што бараат да не се воведе CBDC, туку да продолжи користењето на кеш, така. Март 1 2023 година, Австралија најавува пилот за CBDC и проучување на тоа како ќе се воведе дигитален австралиски долар. И погледнете го. Само момент, значи ќе го ресетираме видеото уште еднаш.
Значи, погледнете моментално, ова е пред само неколку дена објавено. Погледнете пред 7 дена. Оно што јас ви го кажувам, значи, едни од други учат. Гледайте што прават. Well, outrage in Queensland tonight after a local woman rocked up to her bank to withdraw cash, only to be told they didn't have any. Значи, вика, локален клиент на банка, влегува, вика, во банка и кажува, сакам да повлечам дел од мојот кеш. Они им велат, немаме, вика, кеш. Karen Compton wanted to grab some notes to pay a tradie, but when she got to the ANZ ATM, she realised she'd forgotten her EFTPOS card. When she asked the teller for the money instead, she was told the bank doesn't carry cash. Значи, девојката која и да е, нели, си ја заборавила својата платежна картичка и потребни биле пари. Така, нормално, ако дојдете во банка, ако дојдете на шалтер и дајете ваша лична карта, очигледно треба да имате пристап до вашата сметка, да повлечете колку пари сакате во оваа ситуација во кеш. И замислете, кешиерот ви кажува, немаме кеш. Taryn Compton's here to tell us all about our terrible banking experience. Taryn, what did you think when you walked into a bank only to be told they don't have cash? I thought it was absolutely crazy. I thought she must have misheard what I wanted. Вели, што помисливте кога влеговте во банката и прашавте дали може да добием кеш, они ви рекоа дека немаме кеш. И девојката вели, вика, помислив, вика дека ово што го кажува, вика е лудо, вика, можеби не ме разбрала што сакам да кажам, што барам. How can you go to a bank and not be able to get your own money out? Вели, како може, вика, да отидете во банка и да не ви биде дозволено да си ги земете вашите пари? That's what I'm confused about. So what's in the bank if there's no cash? Isn't there like if you open up the safe, what's in there? Водител многу добро прашува, вели, вика, ако влезете во банка, вика, тогаш, вика, која е поентава на банка? Вика, што чуваат, вика, во сефови, вика, што кога отворите, што има внатре? How did they explain it to you? They just said, Како ви го објаснија тоа? I'm so sorry, we can't help you. There's nothing we can do, we don't have cash here. So did Вели, и како ви го објаснија тоа? Кашиерката ми вели, извинете, но не можеме да ви помогнеме, ние овде немаме кеш во банка. Do you think maybe that was a temporary situation? That maybe they were going to get some cash tomorrow? No, she actually said, we don't carry cash anymore, we can't. Well, outrage in Queensland tonight. И најбитната работа која што јас ви ја кажував, се сеќавате, ви објаснував и за Холандија, и за Шведска, и за Финска, и за Англија, моментално дека многу голем дел од бизнисите престануваат да користат кеш и тоа го објавуваат. Вели, и што ви рекоа, вика, дали можеби тоа само привремена состојба, можеби ќе донесат кеш во текот на утрешниот ден. Не, кашиерката информирала дека тоа е постојана состојба и дека веќе не користат кеш. Сега, направете си пауза и размислете што сега ова значи. Само за подсетување, ако сеќавате, ние направивме посветено видео на CBDC во Нигерија, каде што објаснивме како нигериската влада ги натера сите да користат CBDC. Значи, ова е веќе направено сценарио. Ако сеќавате, ние објаснивме буквално во тоа видео. Погледнете наназад, може да го најдете многу едноставно. Значи, во ова видео во Нигерија, затоа што не можеа да ги натераат повеќе од една година. Значи, не можеа да ги натераат луѓето. Само 0,5% од вкупната популација користеа CBDC во Нигерија. Што направија? Вели, нигериската влада предизвика shortages of cash, односно да нема доволно кеш на располагање, за да ги принуди своите 200 милиони да мораат да користат CBDC. Значи, ако сеќавате тоа што го објасниме во детали, сега нема да навлегувам, ако сакате може да го погледнете, значи, верувајте, има многу податоци околу ова. Нигерија беше буквално тест subject, значи, буквално каде што се прави тест. Со цел да се види како може една голема популација да се принуди да користи CBDC. И тоа го направи на многу едноставен начин. Нема веќе кеш, не принтаме кеш. Кога луѓето го држеа кешот кој што е постојано во располагање во самата држава, уште поголема работа направија. Прогласија дека ќе прават нови банкноти, со тоа што ги принудија луѓето до одреден датум да ги дадат старите банкноти, затоа што наводно ќе има нови банкноти. И што се случува? Вие ги давате вашите стари банкноти во банка и ви се случува исто што ви се случува во Австралија. Ви велат, новите банкноти не се стасари, што значи дека мора да ви ги дадеме овие пари назад во CBDC на вашата CBDC практично картичка, CBDC wallet. Значи, како едноставно го направија тоа? За само за еден месец успеа ова 0,5% да дигнат на 6% од популацијата. Тоа е 12 пати се зголемило бројот на корисници на CBDC во само еден месец тогаш. Замислете се сега колку е. Значи, затоа уште ќе напоменам.
Не им верувајте. Значи, ово што моментално го прават да ви изфорсираат, да ви стане нормално дека треба да користиме CBDC. И кога сме кај CBDC и ваков тип на плаќање, ми сакал само да ве насмеам малку затоа што ова е доста страшна ситуација. Значи, оние кои што не ја разбираат, мислам дека многу ќе зажалат, затоа што ако ништо друго, барем треба навреме да бидеме свесни за тоа што ни се случува. А кога веќе станува збор за CBDC е една интересна анекдота за тоа како изгледа кога ќе почнеме да плаќаме со facial recognition. Така. Значи, facial recognition, ако сте приметили и сами, веќе одиме на тоа да имаме многу поедноставување на нашите работи. Facial recognition ќе биде буквално дел од CBDC проектот, каде што нема да имате потреба, значи како тоа ќе ви го представат вашите политичари, нема да имате потреба дури ни од картичка, ништо нема потреба да носите, доволно е да има facial recognition или можеби отпечаток од прст, за да може да платите, секи ви биде така едноставно. А во исто време било која камера во светот може точно во секој момент да знае каде се наоѓате и што правите. Прашите и палестинците во Израел ќе ви кажат како тоа изгледа. Како и да е. Оно што моментално го видовме е доста смешно, човекот уствари не сакајќи плати за неа, но како и да е, интересна ситуација. Но имајте го први тоа, колку е смешно, толку е жално во исто време. Сега, тоа околу CBDC постојано ги баеме, но ова се некои нови интересни детали кои што постојано ви ги давам, со цел да не заборавиме дека ризикот е вистински, дека постои и дека се повеќе се развива. Следна битна работа која што мораме да напоменеме, која што е од исклучива важност, знаете и сами е FOMC состанокот, или тоа е состанокот на Федералната резерва и оние гувернери кои што се низ целата американска држава, тоа се банкарски гувернери кои што се дел од FOMC состанокот кои што гласаат. Сега, што е битно? Битно, значи, знаете, сами на последниот буквално дојдовме 0,25% покачување, со тоа што сега моментално, значи како изгледа ситуацијата поради овие 0,25%, оно што постојано го трубиме е дека во моментот кога имаме повторен рейт хайк, очигледно имаме и буст на DXY. Затоа и кажавме зошто е од исклучива важно, затоа што во моментот кога конечно ќе престанеме со рейт хайкс, како во оваа ситуација, значи дури тогаш ќе можеме да рачунаме на соодветен пад на DXY, негов bear market и соодветен bull market, како за биткоин, така и за останатите ризични добра во оваа ситуација како хартија од вредност. Сега, гледаме дека во моментот кога добивме 0,25 повторно, значи овде ги имаме сите rate hikes, во моментот кога добивме 0,25, гледайте, повторен пап. Претходно кога имавме 0 и се очекуваше 0, што имаме? Тап. Значи многу едноставно. Ова е буквално механизам за пумпање на вредноста на DXY индексот. Така да кога конечно ќе престане овој механизам да постои или да се користи во овој момент, тогаш конечно ќе можеме да рачунаме на соодветен bear market. Поради оваа причина, од исклучива важност ние да ги следиме овие состаноци, затоа што моментално, значи rate hikes-от, односно каматата која што треба платите на ново произведен кеш кој што доаѓа од Федералната резерва е 5,25 до 5,5%, кој што е екстремно висок. Сега нема да навлегуваме во тоа, тоа е нели тематика за некој друг ден, но битно е да запазиме што се главните работи кои што мораме да ги заклучиме оваквиот состанок. Со тоа што јас значи ја земав практично ова е проекциите, значи морате да научите како да ги читате овие проекции. Значи после состаноците, најчесто квартални состаноци, добивате ваков тип на summary of economic projections, односно овдека ви дава подолг тек на тоа што понатаму се очекува Федералната резерва да преземе во однос на стабилизирање на економијата во една или во друга насока. Сега, како истиот се чита, значи ние сме го објаснили тоа неколку пати, но сега ќе го објасниме дополнително со практично гледање на тоа што моментално се заклучоците од последниот состанок. Прва и најбитна работа која што мораме да заклучиме, вели limited changes in July statement, no clear indication that July is the final rate hike. Односно, веќе најавија дека голема е веројатноста дека ќе добиеме уште еден rate hike до крајот на годината, но не знаеме дали тоа ќе биде во септември. Затоа што следниот состанок не е во септември. Така да гледаме дека следниот состанок на 19-20 септември. Што треба да заклучиме од овде? Дека имаме уште два податока и за инфлацијата, и за кор инфлацијата, и за невработеност. Односно ќе добиеме за јули,
Значи во оваа ситуација практично ќе добиеме прво за невработеност во јули, тоа ќе го добиеме на 4 август. Нормално потоа имаме уште еден кој што ќе го добиеме во септември за август. Тоа се две стапки на невработеност, истото ќе го добиеме и за стапките на инфлација. Значи ќе добиеме на 10 август за јули и потоа ќе добиеме уште една во септември за август. Значи тоа се два последователни податока и за кор и за CPI инфлацијата и за невработеност пред конечно да видиме што ќе биде следната одлука во септември. Затоа и Джером Пауел не го заклучи моментот дека ќе имаме можеби поголем рейт хајк, дека уште повеќе ќе се пумпа практично вредноста на DXY, со тоа што сега веќе само се задржува да не влезе во солиден bear маркет, но тоа не го менува за нас во оваа ситуација. Најбитно што треба да запазиме кога конечно Федералната резерва ќе каже дека застанува. Со тоа што до тој момент ние не можеме да очекуваме на солиден bull маркет, затоа што се уште имаме тензија. Значи се уште се очекува дека Федералната резерва потенцијално ќе потегне повторно кон своето оружје во оваа ситуација rate hikes. Сега, во однос со проекциите кои што ги имаме. Значи гледаме дека ова се проекции кои што ги прави самиот Trading Economics, што е доста интересно и пак на некој начин ни дава некоја слика што се очекува. Значи предходната е 3,6, знаеме и сами, тоа е пад. Рековме дека невработеноста треба да се качи над 4% за да имаме уште поголем притисок врз Федералната резерва да престане со rate hikes, значи сме далеку. Со тоа што за следниот месец се очекува и според консензус на луѓето кои што гласаат да биде 3,6 исто и според форкаст кој што го дава самиот Trading Economics да биде 3,6. Со тоа што ако остане на 3,6, тоа и понатаму ни покажува јака економија која што ќе им ги одврзе рацете на Федералната резерва доколку сакаат повторно да стават rate hike од 0,25%. Да видиме што се случува со Core и со CPI, значи Core инфлацијата и CPI рековме. Разликата е во тоа што CPI инфлацијата ги содржи сите добри услуги, додека Core инфлацијата е инфлационен индекс без услугите и добрата кои што се од карактер на горива и на храна. Така да во оваа ситуација можеме да погледнеме прво и најбитно CPI инфлацијата, дека се очекува од 3 да падне на 2,8%, што е повторно пад, без разлика дали е голем, битно е пад. Значи во оваа ситуација овие 3 до 2% каде што е проекцијата која што се обидува да достигне Федералната резерва, се така речено најтешки. Така да и затоа се очекува да има дури можеби уште една цела година пред да дојдеме до 2%. Но Core инфлацијата во оваа ситуација е многу побитна, зошто? Затоа што во оваа ситуација имаме многу потешко движење на оваа инфлација, затоа што не се вклучени волатилните, нестабилните цени на услугите и добрата од секторот на прехранбена индустрија и на гориво. Така да овдека и покрај тоа што се очекува дека овој ќе биде многу потежок за семејни од 4,8 на 2%, гледаме дека Trading Economics според луѓето кои што гласаат имаме 4,7 од 4,8, повторно имаме 0,1% пад. Она што ја разговаравме, ако се сеќавате во видеото со Герет Соловеј, каде што истиот поради тоа што нели ги увидовме оние индекси на горива и на храна, каде што он очекува да расте, гледаме дека и Trading Economics и поголемата јавност го имаат моето мислење дека и понатаму ќе продолжи да паѓа, но не со големо темпо. Така да они, значи заедницата претпоставува да ги биде 4,7, пад од 0,1, додека самиот Trading Economics очекува да биде 4,6, односно пад од 0,2. Со кое што јас сум сосема задоволен. Сега, значи ова е само за да представиме што не очекува, а нормално треба уште еден индекс по тоа да добиеме пред конечно да можеме да разговараме што понатаму со ваквиот состанок во септември. Така да далеку е. Така да до септември очекуваме пазарот да биде малку порелаксиран затоа што немаме состанок на федералната кој што ни дише во врат. Сега битна работа, no need to wait for inflation to reach 2% before pausing or lowering rates. Многу битна работа. Зошто е тоа така? Значи овдека сега се навраќаме на оваа табела која што треба да знаеме како да читаме, односно Summary of Economic Projections, значи проекциите за тоа што се очекува понатаму. Сега, овдека имаме три различни категории. Тоа е median, central tendency и range. Во тој што median, практично ова е очекувањата за овие 4 категории од сите гувернери кои што се дел од овој состанок кои што гласаат во однос со тоа што очекуваат да се случи понатаму со економијата. Оттаму и се даваат овие проекции и се даваат инструментите со кои што практично се контролира економијата. Сега, првиот, сега, за да не должиме многу, првиот практично го даваат сите заедно, значи од сите гувернери се зема некоја средна вредност. Вториот
се исклучуваат трите најголеми и трите најмали вредности од оние кои што ги дале и се дава некој middle range. И третиот е оној каде што добиваме една целосна, очекувана, да речем како преработена форма на тоа што се очекува понатаму останите години. Така да ќе се држиме на третиот, нема да должиме многу, значи немаме потреба да филозофираме, поентата е да знаеме како да ги користиме овие податоци во наша корист. Значи овде ќе имаме податоци 2023, 2024, 2025. Односно ова е рейндж во кој што се очекуваме да се движат овие 4 вредности. Првиот е GDP. Знаеме дека колку подобро е GDP-то, толку подобра ќе биде економијата и поголем ќе биде растот како на различните, така и на криптовалутите. Но тоа во оваа ситуација па е негативно кога станува збор за инфлација, затоа што колку повеќе расте GDP, толку е појака економијата, а со тоа расте и инфлацијата. Така да GDP гледано се очекува во 2023 да биде од минус 0,2 до 1,3 вкупно. Додека истиот се очекува да биде нешто подобар во 2024 од 0,3 до 2, значи тоа е проценти. Колку проценти ќе порасне производството на целата држава во текот на оваа година. Така, со тоа што негативен одраз на 2/4 на GDP представува рецесија. Така да во оваа ситуација значи, гледаме дека веќе Федералната резерва воопште не очекува рецесија. Иначе проекциите беа многу поинакви, они очекуваа дека ќе имаме негативно одразување на GDP во 2024 година, со тоа што очекува дека ќе имаме рецесија во 2024 година. Сега гледаме дека тоа се променува и гледаме дека 2024 и 2025 е рекавери, значи буквално ќе имаме опоравување на практично GDP, бруто домашен производ на Америка во следните 2 години. Дали тоа ќе случи останува да видиме, затоа што имаме многу големи најави за рецесија, но тоа е тема за друг ден. Сега гледаме што они кажуваат. Unemployment rate, значи гледаме дека во 2023 очекуваат истата да достигне дури 4,8%. Со тоа што имаме само уште многу малку месеци за да се исполни ова очекување, но тоа е максимална вредност. Што значи дека средната вредност од 4 до 4,8 била негде околу 4,4-4,5%. Се над 4% ќе биде голем притисок врз Федералната резерва да престане со rate hikes. Престануваат со rate hikes, се намалува притисокот врз овие ризични добра, како криптовалути и харти од вредност, автоматски имаме практично голема шанса за следен bull market. Гледаме дека од текот на 2024 година ќе имаме уште поголем очекувано така речено невработеност од 4 па до 5,2, а се над 4 е ризична категорија за Федералната резерва, што значи дека нема да имаат избор освен ако ништо друго барем да престанат со rate hikes. А во најдобра ситуација би било и да почнат со quantitative easing, односно да почнат со повторно принтање на пари. Тогаш веќе на вистина ќе влеземе во bull market и гледаме дека очекува стабилизирање да се врати овој малку индекс, да речеме, негде во 2025 година. PCE и Core, овие ќе ги обработиме заедно, значи PCE и Core очекуваат да бидат од 2 до 3,5 и од 2,1 до 3,1 до 2024 година. Затоа што веќе имаме представа како изгледаат во 2023 година и гледаме дека најмали очекување кои што за највеќе да се намали инфлацијата во оваа година би било PCE, односно CPI инфлацијата да достигне 2,8, тоа е уште 0,2% надолу, додека core инфлацијата да достигне 3,5, тоа е уште 1% цел надолу, затоа што се наоѓа некаде околу 4,6. И во 2024 веќе очекуваат конечно стабилизирање. Значи гледате во 2024 веќе имаат на некој начин очекување да се приближи до 2, значи од 2 до 3,5 и од 2,1 до 3,1. Така да ова е на некој начин конечно очекуваат да се приближува се повеќе и повеќе до 2, за конечно во 2025 веќе очекуваат дека ќе достигне многу поблиску до 2%. Значи гледате оние 1%, овие последни 1% или 2% кои што 2-3% кои што се во core инфлацијата, очекуваат да бидат уште 2 години потенцијално намалувани за конечно да стигнеме до она што нас ни е потребно. Зошто е ова битно? Сега се враќаме на оваа табела. Вели, не е потребно да се чека да стигнеме до 2% пред конечно да ги намалуваат rate hikes. Сега, значи овдека веќе ни се најавува дека rate hikes можеби веќе ќе бидат и намалени пред да стигнеме до 2%, затоа што тоа е процес кој што ќе трае. Значи они се задоволни со моменталната проекција, а тоа ќе го видиме овде. Значи овдека гледаме дека, значи GDP ќе го оставиме затоа што веќе објаснивме, ова е представено графички каде што може многу полесно да го видиме тоа. Значи гледаме дека во однос на PCE инфлацијата и core инфлацијата очекуваат во 2023 да се движи од 4 до негде 3, нешто под 3, од 2024 веќе да достигне до 2, значи ова е целосната вредност, ова е рейнџот во кој што очекуваат истата најдолго време да се движи,
и веќе во 2025 конечно стигне до 2%. Истото е и за кор инфлацијата прилика. Но битниот дел за рейт хајксот е ова. Сега можеме да видиме како очекуваат да ги намалуваат постепено рейт хајксот во однос на кор инфлацијата и СП инфлацијата и нивните проекции во текот на оваа следната и последната година. Значи можеме да видиме дека во текот на оваа година 2023 очекуваат рейт хајкс да останат негде во ренчот околу 5,5%. Гледате, значи секоја точка представува еден гласач од ова тело кој што е содржано од Джером Пауел и останатите гувернери на банки низ Америка и представници на Федералната резерва. Така да секоја точка представува еден глас и во оваа ситуација гледаме дека имаме најголем дел од гласачите кои што очекуваат да се задржи на 5,5%. Потоа, во текот на 2024 година, ќе очекуваме во текот на годината да достигне и до 4,25 до 4,5%. Значи тоа е намалување за 1% надолу на рейт хајкс. Што значи quantitative easing, што значи дека конечно се намалуваат рейт хајксот и започнуваме повторно со потенцијално принтање на пари. За 2025 година да имаме практично највеќе очекување на рейт хајксот да достигнат од 3 до 3,25, што е, гледате, постепено веќе од година во година се намалува овој рейт хајк. На тој начин вие имате практично целосно демолирање на оние инструменти со кои што се пумпа вредноста на DXY, а обратно имате bull market на ризични добри. Значи ова веќе не е прв пат, ова е постојано видено, не е ништо ново, но овој пат значи имаме соодветни инструменти како тоа да го следиме. Значи верувам дека овој канал ќе ви помогне да знаете да го читате сето ова. Така да ова е тоа што овдека ни го кажуваат. Значи намалувањето на рейт хајкс нема да биде директно поврзано со практично понатамошното паѓање на инфлацијата, значи може тоа да биде и предвреме намалено самите рейт хајкс. Тоа е добро за нас. Така значи нема да чекаме ние сега да дојде до 2% па да имаме bull market до 2026 година, се разбираме. Затоа што ова е навистина многу битно, затоа што вие имате инструмент rate hike што директно пумпа цената на DXY, што ако не се одземе, ако не се запре, вие имате буквално еден зид пред потенцијалниот bull market. Тоа е проблем. Fed will continue QT, simultaneous QT and rate cuts are possible. Значи во оваа ситуација вели дека и понатаму ќе продолжи со quantitative tightening, односно не е само овој инструмент, односно rate hike со кој што прават quantitative tightening. Они продаваат и дел од оние средства кои што ги држат во своето портфолио. А што држат во своето портфолио? Главниот дел кој што го држат во своето портфолио представуваат американските обврзници. Затоа што секогаш кога Америка има потреба од пари, они практично се задолжуваат на Федералната резерва која што воспротивно принта пари. Но тоа не го прават директно, го прават преку банки. Односно, Америка прави обврзници затоа што им се потребни пари, а овие обврзници ги продава на банка. А банката, за да може да ги купи овие обврзници, зема кредит од Федералната резерва кој што го дава на Америка. Затоа што Америка со конституција, значи со уставот им е забрането директно да позајмуваат од Федералната резерва. Значи мораат тоа да го прават преку медиум. Во оваа ситуација тоа се комерцијалните банки, така да гледате како се движи овој магичен круг, каде што обврзниците не се држани од банките, се држани од Федералната резерва. А банките го користат овој медиум со цел да направат профит во разликата. Така да моментално Федералната резерва се повеќе и повеќе ги намалува овие обврзници кои што ги држи и моментално од значи истата има голем дел намалено од во текот на претходната година. Гледаме дека од практично 8,6 овдека се намалува на 8,4 и под тоа веќе. Значи гледате, се повеќе и повеќе се намалуваат средствата кои што ги држи во долг. Така да зошто е ова битно? Значи еве вака ќе го представиме тоа. Колку повеќе обврзници држи Федералната резерва, тоа значи дека толку повеќе долари се во оптек. Што значи во моментот кога Федералната резерва ќе почне да ги продава своите обврзници, значи за да ги продаде треба да добие пари. Парите кои што ги добија излегуваат од оптек, а ваквото излегување од оптек го намалува количината на долари во светот. Што значи колку помалку долари има во светот, автоматски неговата вредност се повеќе расте. Значи гледате колку е сето тоа поврзано. На тој начин практично освен rate hike, дополнително го зголемува вредноста на доларот Федералната резерва. Со тоа што го намалува неговото количество во оптек со замена на доларот за обврзниците кои што моментално ги држи. Значи доста е сложено, затоа се обидувам да не досегам премногу со ова.
затоа што сме го објаснувале многу и многу време треба, значи земете ги само оние главни моменти. Колку повеќе QT, толку поголема вредност на доларот, толку повеќе сме далеку од bull market. Колку помалку QT, значи кои ќе почнат да практично принтаат повторно пари, да се задолжуваат, значи во оваа ситуација да земат, да купуваат обврзници и да даваат пари во пазарот, и кога ќе почнат да ги намалуваат rate hikes, автоматски ние имаме quantitative easing и на тој начин ние имаме следен bull market. Толку едноставно е, тоа е главно дел кој што мораме да го запазиме. И no longer expecting an economic recession. Че ова треба да се ретардирани да го кажат, не знам што да кажам. Они до сега ниту еднаш не успеа да погодат дали ќе има или нема да има ниту рецесија, ниту инфлација, абер немаат. Затоа идел, но како и да е се друго до сега што кажа направи. Така да ова е се што имавме, би ве замолил доколку имате некои нејасни работи да ги поставите во прашање. Под самото видео ќе гледаме да ги објасниме во следниот дел, за да не должиме премногу со Федералната резерва, затоа што веќе видеото е 30 минути. Значи, гледате, се обидувам да ги едноставно соберам овие информации колку што можам помалку, но не можам да ви објаснам во толку кратки црти, едноставно морам да преминам преку сето ова, за да може навистина да го разберете. Да го разберете механизмот кој што стои позади оваа машинерија, за следниот пат да не мора да бидете само слепи повторувачи на тоа што некој ви го кажува, туку навистина да разберете зошто ова се случува и како ова се случува во економијата. Значи, иако е малку сложено, ако имате потреба, погледнете го видеото повторно. Значи, погледнете ги нашите стари видеа. Затоа имаме толку многу едукациони видеа, за вас да ви биде полесно да ги сватите овие нови видеа. И тогаш веќе кога ги знаете овие механизми, многу едноставно ќе ви биде да поминете преку овој материјал и да разберете што се случува моментално во економијата. А економијата, пак ќе повторам, е жално што не е дел од образованието на секој граѓанин, не само на Македонија, туку на светот. Финансија и економија треба да биде основна писменост на секој граѓанин, за да не дозволиме државите да си играат со нас како сакаат, од она што моментално го гледате. Сега, битна работа која што моментално излезе, сега ова се нели официјалните вести. Значи, СЕК, Комисијата за хартија од вредност, пред да ја поднесе тужбата во Coinbase, знаете, се сеќавате ви објаснувавме, поднесе Wells Notice. Wells Notice представува такова помена пред тужба. Значи, тоа би било паралелно на нашето право, во кое што го извести СЕК дека доколку не направи пла што сака, значи ќе го тужи. Така, со тоа што СЕК, Coinbase никогаш не излезе да објасни што уствари СЕК паралелно однесе за да не бидат тужени, и конечно сега излезе Брайан Армстронг и кажа дека Комисијата за хартија од вредност барала да направат делист на сите коини од својата платформа освен биткоин. Ќе паузирам да ви влезе тоа во глава. На сите коини. Значи, барале сите коини да ги излезе, значи се што гледате на Coinbase моментално представува хартија од вредност. И пазете го сега овој дел, но уште појак дел. Вели, кога прашавме врз основа на која логика практично вие уствари сте дошли до заклучокот дека се што поседуваме ние, дека се што тргуваме е, нели, хартија од вредност. Кажете ни како, за да знаеме и ние, нели, да видиме од каде доаѓа ова. Они им рекле, немаме потреба да ви објаснуваме вас. Значи, законодавно тело, меродавно тело, кое што треба да ви даде насоки, вас ви вели, нема потреба да ви објаснуваме нашата логика на размислување, вие треба да не слушате што ви кажуваме. Ете така. За нормално, такво нешто, значи, прво да се разбереме, такво нешто ни по точка разно нема, не поради Coinbase. Политичарите во Америка, посебно Конгресот, не би дозволиле ни по точка разно такво нешто да се случи. Зошто? Затоа што вие веќе објаснивме и тоа ви пуштив клипови од самите конгресмени во Америка кои што објаснуваат дека билиони долари од Америка се веќе излезени заедно со проекти, заедно со програмери и девелопери, кои што се отидени во други држави поради ваквото глупирање на Гери Гангстер. Значи, вие, посебно за најголемата економија во светот, не може да си дозволи ваков одлив на капитал затоа што на некој денеска жена му не му дава. Извинете на муавето, но буквално така е. Значи, затоа што му текнало на Гери Гангстер и на таа Ворен сенаторката, дека не им се допаѓаат криптовалутите, сега наеднаш они одлучуваат дека нема да има криптовалути во Америка. Без никакво право. Значи, на СЕК Конгресот му дава сила за тоа како треба да одлучува. Значи, СЕК не може сам да одлучува или сам да донесува закони, може да донесува правила во однос со законите кои што му се веќе поставени. Што значи дека СЕК мора да добие кларификација од самиот Конгрес, која што моментално се прави. Оно што ви го покажавме, веќе 2 од 3 закони се од Комисијата за финансиски прашања поднесени
до самиот конгрес на гласање, потоа гласање на Сенатот и потоа кај гериатриот Џо на подпис. Така да останува да видиме дали ќе поминат, но во секој случај целиот овој пат мора да помине за конечно овие закони да стапат во сила и тогаш веќе Гери Гангстер нема да има право да се одлучува како он сака затоа што не постои закон. Но битно е да ви покажеме, значи она што ние укажувавме уште многу одамна дека навистина постои ова хајка, значи ова Choke Point 2.0 операција со која што се обидуваат целосно да го забранат крипто светот во Америка. Значи треба да сте луди. Но како и да е. Уште еднаш ќе напоменам, Америка не е единствената земја на светот. Ваков бан исто како во Кина само ќе резултира со голема децентрализација која што мене ако ја прашувате е повеќе од потребна. Значи децентрализација во однос на целиот тој куп на проекти и капитал кој што е фокусиран во Америка ќе биде одлична со цел да не и се даде на Америка толку големо право да врши притисок во крипто секторот понатаму кога нешто нема да и се допаѓа. Така да мене ако ме прашувате, јас не гледам негативно, ја гледам многу позитивно ново. Они сами ќе си направат да избегат целиот овој пазар оттаму, како што тоа го направи Кина, па сега Кина бара преку Хонг Конг начин како да го примаме овој пазар да се врати назад. Значи немој да мислите дека тоа нема да го направи Америка. Крипто е неизбежно. Америка е миновна, а крипто е неизбежно. Ова е технологија. Значи ова не е политика, ова не е интерес, ова е технологија и на крајот од денот е неизбежна. Сега прост пример за тоа е конгресмен Патрик Мекхенри, кој што е голем борец за, да речем, криптовалутите, за крипто, нели, позадината, вели дека биткоин е финансиска револуција. Значи има многу луѓе во нивниот конгрес кои што јас морам да признавам, што со мојата љубов кон Мурика голема, морам да признавам дека на вистина гледаат подалеку од својот нос. И во оваа ситуација, че саме неколку пати кажува, че овдека ќе го објасниме ова, вели: We are here to take a historic step for American innovation. 15 years ago, the Bitcoin white paper was published by Satoshi Nakamoto. It envisioned a global peer-to-peer network, a more inclusive financial system. Вели, овдека сме вика да направиме историски чекор за американската иновација. Пред 15 години беше објавен, нели, white paperот на биткоин од Сатоши Накамото, каде што истиот, нели, замислил визија на peer-to-peer, односно каде што немаме трети страни, вас банка не би е потребна за трансакции, туку директно од човек на човек, со кој што практично имате многу поинклузивен финансиски систем. Идејата што е, оно што постојано кажуваат, е дека на овој начин се свесни дека многу ќе изгубат. А ово што го кажува историски чекор е во однос на оние два закона од три кои што веќе поминаа. Работат на третиот да конечно го усогласат за стейблкоини, но главните два закона за криптовалути веќе поминаа. Сега понатаму нели ќе видиме како се тоа ќе се движи во Конгресот и во Сенатот. Идејата е дека политичарите во Америка се свесни дека ваквото глупирање на Гери Гангстер може да доведе до многу големо губење на капитал на Америка. А тоа е следната економија во светот. Тоа е, технологија во светот. Тоа е технологија која што веќе нема запирање. Значи, прашање е дали сакате сега да ја прифатите или после кога веќе ќе немате избор. Така да, нели, останува да видиме. Дополнително, значи, не е тоа само Конгрес. Јас многу пати го кажам, уште еднаш ќе напоменам, значи ние ова го трувиме со месеци. Ја ви кажам, следните претседателски избори во Америка ќе бидат исклучиво битни за криптосекторот, затоа што јас сум сигурен дека кандидат за председател, ако нема про крипто став, нема теоретски шанси да биде председател. Прост пример, гледате, значи претходно ви го спомнавме демократскиот кандидат, внукот на JFK, сега моментално Рон Де Сантис, кој што е нели еден од главните опоненти на Трамп од републиканската страна, значи вели: првиот ден кога ќе станам председател, CBDC вика оди во канта, односно ќе направам бан, CBDC да нема теоретски шанси да се користи во Америка. Секоја чест за тоа. И тоа, он веќе го направи тоа, значи јас морам да признам дека он не го зборува без веза. Че е гувернер на Флорида. Во Флорида успеа да изгласа дека никогаш нема да има CBDC, затоа што секој од засебните 52 членки на Америка имаат право да одлучуваат за практично својата финансиска слобода, така речено. Така да во оваа ситуација Флорида веќе има бан на CBDC, он сака тоа да го направи на цела територија на Америка. Сега, значи не само тоа, него истиот кажува дека доколку стапи да биде практично председател, веднаш ќе го запре ова Choke Point 2.0, каде што нели гериатриот Џо моментално има буквално војна против биткоин и против останатите криптовалути, каде што, значи, против биткоин поради тоа што моментално се дига многу данокот и цената на струја на мајнерите.
со цел да на некој начин се изврши притисок врз нив. Додека Десантис кажува дека тоа ќе го спречи и ќе го спречи сето ова што моментално се случува секоја час. Значи, гледате како веднаш обичниот народ ќе почне практично да ме поддржува. Така, затоа што мене ми е гајле за гериатрија Џо и за нивните политики. Мене ми е гајле кој ќе ми помогне за она што мене ми е битно, моето портфолио. Така да јас ќе гласам за таков кандидат. Верувајте ми дека многу од обичните, да речам, луѓе во Америка ќе гласаат за овој буквално поради ова, затоа што таму ги боли, затоа што тоа е нивниот битен момент. И кога, уште еднаш ќе напоменам, 2024 не заборавајте, овие претседателски избори ќе бидат исклучиво битни за крипто во целиот свет. Значи, од пред еден бул маркет кога никој од политичарите не изборуваше за крипто, сега имате претседателски кандидати во Америка кои што збираат донации во крипто. Значи, JFK, RFK, Роберт Кенеди, претседателскиот кандидат на демократската страна, официјално кажува дека има во своето портфолио биткоин. Значи, до каде стигнавме од пред само еден бул маркет на нас. Така да, главната линија која што мораме да забележиме е дека целосно се менува глобалната перспектива на крипто секторот. И тоа, оние кои што се полува во секторот, многу добро го гледаат. DCG, еден од потенцијалните Black Swan евенти кои што може да се случи во однос на банкротот на една од 5 компании кои што се дел од Digital Currency Group. Многу пати сме разговарали претходно за ова. Значи, доколку сакате да го погледнете нашето видео за ова, само запишете Genesis Cryptogamigia и ќе го најдете видеото каде што разговараме за каде е проблемот. Во кратки црти, Genesis е една од оние lending and borrowing компании кои што ги поседува DCG, каде што истите земале голема количина на средства од Gemini, од нивните клиенти, со цел нели истите да бидат практично користени понатаму за одредени финансиски услуги, но идеја, значи проблемот е што поголем дел од овие средства биле ставени во FTX, кој што пропаѓа и наеднаш Genesis нема доволно пари за да ги врати овие средства назад на Gemini. Моментално Genesis е под Chapter 11, односно тоа е поднесување барање за банкрот. Така да они се официјално по банкрот, но битниот дел во оваа ситуација што е? Моментално Лери Сибърт, ако не се лажем, беше уствари фацкава, така беше, нели? Бери Силберт. Бери, добро. Е уствари CEO на DCG, на целата оваа корпорација, кој што вели, многу битна работа која што моментално е во тек, дека истиот поднел известување до своите нели, оние кои што се засегнати од целата оваа ситуација од страната на DCG, дека наскоро ќе го решат проблемот со Gemini. Значи Gemini неколку пати ги публикуваше на преговори, но тоа не се случи. Сега наеднаш гледаме дека DCG трга да го реши овој проблем, да се надеваме дека тоа е окей, затоа што каде е овдека Black Swan евентот? Значи DCG поседува уште една од овие 5 компании која што се нарекува Grayscale. Grayscale поседува една од најголемите количини на биткоин во една компанија, која што истите ја држат како фонд. Доколку се случи да треба DCG да плати назад на Gemini одредена голема количина на пари, има потенцијална шанса дека судот ќе нареди овие фондови кои што ги поседува Grayscale, а не поседува само биткоин, поседува и Ethereum, поседува и ADA, поседува и еден куп други валути, да бидат ликвидирани со цел да бидат вратени средствата назад. Таквата ликвидација може да доведе до голем пат на пазар. Така да ваков тип на ќе го решиме проблемот наскоро е многу добар показател. Останува да видиме дали ќе се случи, но е добар показател. И една многу битна работа која што гледам дека многу луѓе ја зборуваат, значи Марк Шифке моментално станува CFO, Chief Financial Officer на DCG. Зошто е тоа битно? Затоа што ова е лик кој што има големо познавање на финансискиот сектор. Заборавете ги овие, битниот дел кој што мораме да го забележиме е овој. Значи истиот бил Managing Director на JP Morgan Chase и Vice President на Goldman Sachs. И тоа не малку, 5 и 4 години. Тоа се 9 години во две од топ 10 банките во светот. Како менаџерска улога. Така да може да го замислите тоа. Ова е нешто што гледам дека многу од луѓето веруваат дека ќе помогне во ваквото решавање на проблемот, но останува да видиме. Значи тоа е еден Black Swan евент помалку за кој што мораме да се секираме. Имаше едно прашање на нашиот канал каде што човек, значи еден од гледачите ме праша што мислам за Binance и дали истиот ќе падне. Значи ми каже дека сега искрено не се сеќавам кога постави прашањето, но му пише дека ќе одговорам денеска на самото видео. Значи вака. Binance го буткаат не знам колку време. Значи Binance го буткаат дошол претходниот bull market, чисто за нели да видите од кога. Значи гледајте, ова е само листа на во 2021 претходниот bull market колку луѓе се обидуваат, значи колку држави се обидуваат да го бутнат. Сега
Да бидеме реални, Binance е еден од најголемата минувачица на светот, истиот има огромна количина на assets под менеджмент. Има 58 билиони. 58 билиони. Така. Со тоа што во оваа ситуација гледаме дека 7 билиони се во биткоин. Во Ethereum има 3,6 билиони. Тоа се огромни суми на пари. Што ако нешто се случи и треба да биде ликвидирани, ќе биде катастрофално за криптопазар. Тоа е реално. Но да погледнеме од аспект на овој момент. Значи е моментално прво да видиме кој е уствари тој што води против Binance. Дали е тоа цел свет или е само Мурика и незините вазали. Че да погледнеме. 5 јуни, SEC не е битно, нешто го туши. Сега да не реагуваме, не е битно, го туши, така. 6 јуни повторно SEC нешто го туши. 9 јуни Најџирија. Ова е единствената држава која што не е директно поврзаник на вазалите на Америка и НАТО. Гледајте понатаму. Сайпрус, дел од Грција, знаеме чија е колонија, така речено. Холандија, дел од НАТО, дел од ЕУ. Потоа имаме, само да имам каде беше ова, ова е самиот US, значи не за колку пати веќе прават глупости, го тужат, како и да е. Значи, Обединетото кралство, знаете каде. Дополнително, да не забораваме дека сега ова понови вести во јули. Белгија ја повлече самата лиценца. Германија го направи истото. Франција го направи истото. Значи идејата што е? Гледаме дека не е ова целиот свет, значи тоа е они кога постојано или трубат дека Америка и НАТО се целиот свет. Не, тоа се градината, они се градината. Значи остатокот од светот очигледно нема проблем со Binance и со CZ. Казахстан пред само неколку недели официјално подпиша за нивно отварање во Казахстан. Оно што сакам да ви го кажам, вака изгледа кога навистина во светот луѓето имаат проблем со ова. Зошто? Значи гледате овде, ова е во 2021-2022 година, колку од државите имале некаков проблем со Binance. Значи Малезија, Литванија, Бразил, Јужна Кореја, Хонг Конг, така. Значи овде гледате дека имаме држави од различни блокови кои што постојано имале некаков проблем со Binance. Но ова не е од вчера. Binance од кога постои има проблем. Зошто? Затоа што реално оваа компанија и оваа крипто, да речем, индустрија се уште не е регулирана. Тоа е нормално да се случува. Не велам дека секи биде подмачкано и дека секи помине како што треба. Но Binance вели, значи Мурика нема никаква юрисдикција врз нашата работа. Зошто? Вели CZ е канадски државјанин, а компанијата е, тоа не го знаев, сега го научив, регистрирана на Кајманските острови. Каква юрисдикција има Америка да го тужи Binance и да бара не знам ти што од него? Значи, постојано си поднеле, кажуваат, нема, значи, ние имаме бизнис кај вас, Binance US е зосема друга фирма. И реално, може би се поврзани, тоа не знам, но Binance US е онаа која што може и прават што прават, таму не е битно. Но самиот Binance на глобално ниво нема никакво поврзано со Америка. И сега наеднаш они доаѓаат до степен кај што вели дека наеднаш Америка зошто ги тужи Binance? Ги терала нивните да речем државјани да користат VPN за да не може никој да ве натера да користите VPN за да се уклучите и на Binance купувате и продавате. Значи да бидеме реални, никој не може вас да ви каже дај користи VPN. Ова се глупости. Така да она што го кажува CZ е сосема на место, че нема Америка никаков како да кажем, значи немате юрисдикција, значи Binance не е во ваша територија. Не може вие барате да тужите некого надвор затоа што вас не ви се допаѓа. Тоа не е ништо ново. Но како тоа ќе заврши останува да видиме, пак ќе напоменам, моментот што имаме паѓање на американската инфлуенс левел, она ниво на влијание во светот, ќе помогне CZ да нема никаков проблем, но останува да видиме. Јас искрено не гледам момент дека Binance ќе падне. Ако падне, тоа е голема работа, но јас навистина не гледам причина затоа што на Америка и текнала да го тужи. Ова не е ни прв пат. Америка и пред тоа го тужиш и во претходниот bull market да го тужиш. Така да останува да видиме. Јас искрено мислам дека нема да падне, ако падне е голема работа, но останува да видиме. За жал тоа е Black Swan event кој што не можеме да знаеме дали ќе случи или не. Bolt, зошто, значи ова е уште едно моје предупредување, не знам милионите пат, дека не се финансира во меме коини. За само 24 часа. Истиот добива 4 милиона, значи сега ќе покажам, дори имаше овдека, значи, да, 4 милиони проценти, сега не може да го најдем, тоа е како и да е. 4 милиони проценти профит добива, значи, нели, во плюс, и наеднаш кој е тој што го правил овој проект, едноставно го повлекува целиот ликвидити од системот и цената паѓа на ништо. Моментално гледаме дека цената е доста доле, че гледате флет. Значи ова значи дека нема ликвидност, нема тргување. Тоа е тоа. А гледаме дека цената претходно достигнала и
неверојатни, не, само момент, мислам дека беше повеќе, ќе ставиме 7 дена, гледайте. Значи скоро 9 центи, 0,8 центи, 8 центи. Сега моментално вредноста е помалку од 6 пени, значи заборавајте на овој проект, тоа е мртов. Ваков тип на FOMO, брзо купете, ќе оди не знам до кога, тоа е многу лоша работа. Затоа навистина ќе напоменам, лоша работа се меме коините. Колку и да ви изгледаат супер, сигурен профит кој што ќе ви донесе неколку пати X е нешто што може да го рачунате ако станува збор за солидна технологија, ако сте направиле домашно, значи сте направили истражување за проектот, тоа е сосема друга работа. Но ваков тип на FOMO, уште еднаш ќе напоменам, тоа е една од најголемите грешки кои што може да направите во криптосекторот, но за жал најчесто луѓето најдобро учат од сопствените грешки. Така да не би препорачал. Значи, иако овој проект е на Base, кој што е директно поседен од Coinbase, кој што е изграден врз OP, тоа е оптимизам, секаде резолуцијата на Ethereum, ние моментално, сега ќе ви кажам разликата. Јас инвестирав во оптимизам. Зошто го направив тоа? Го гледавте видеото, ви најавивме дека инвестиравме неколку проценти практично од нашето портфолио во оптимизам. Моментално ние на таа инвестиција сме неки 40% во плюс. Зошто? Затоа што сме инвестирале во основната технологија врз која што е базирана Base, тоа е практично блокчейн платформа која што ќе користи Coinbase за развој на своји токени. Така да ние сме финансирале во корен, а оние што финансирале во некој си еден од тие милион коини кои што ќе се најдат на Base платформата, како да ви објаснам? Затоа бидете внимателни. Исто така моментално имаме голем хак на Curve Finance, за жал, Curve Finance е еден од најголемите представници на децентрализираните финансии, каде што хакер успеал да пробие со се ова е втор пат. Претходниот пат истото се случи и со она што веќе го објасниме вчера во Phantom, значи истиот хак, malfunctioning reentrancy lock. Така да преку искористување на да речем ваквата слабост на самиот блокчейн, успеваат да исцелат цел еден пул што е со голема вредност, значи имаме 7 милиона Curve токени и 14 милиона Wrapped ETH. Тоа е огромна количина. Не заборавајте она што постојано кажувам, еве го уште еднаш. Значи хакерот не направил ништо. Хакерот само ги пренел на други волети. Проблемот е што она што јас постојано кажувам. Секој знае кои се тие волети. Моментално ваквите средства може да стојат на тие волети и да не одат нигде, затоа што потребни се миксери. Ама знаете ли вие колку, значи миксерот нема толку ликвидити. Знаете ли вие колку пати и колку миксери ви се потребни за 14 милиона долари во Ethereum да ги измиксате и да ги направите чисти? Знаете ли вие колку ви се потребни? Па дури и миксерите не се крајно решение, затоа што прво немаат ликвидити, а второ и миксерите сами по себе имаат слабости кои што моментално овие инвестициони фирми кои што работат во блокчейн може да ги утврдат. И гледате што направиле сега. Значи и хакерите веќе знаат дека не можеш, значи моментот кога ќе се обидиш да ги извадиш овие пари и кога ќе го поврзеш твојот волет со било каков тип на дали е тоа банка, дали е платежна услуга, дали е што и да е, каде што твојата лична карта стои, целиот свет знае кој ги извадил овие пари и кој ги зема. Значи вие сте поврзани директно со хакот. Така. Вели. Хакерот моментално го користи практично самиот во оваа ситуација, само да видам како се нарекуваше точно за да не тресна мен зелена, се извинувам само момент. Значи на Etherscan чатот, кој што е практично директно поврзан со блокчейнот и со трансакциите, истиот оставил порака со која што им кажал на овие луѓе кои што ги поседуваат пуловите на Curve Finance дека е отворен за разговори, што значи дека истиот сака да ги уценува. У превод ќе кажете дека нема да ме тужите, јас ќе ви кажам како го направив хакот и ќе ви ги дадам средствата назад, а вие ќе ме наградите. Најчесто тоа го прават ваквите луѓе, што не секогаш завршува така како што треба. Последно беше ситуацијата во Америка каде што беше некој млад евреин кој што го нашол ваквиот дел на хакот, се спогодил со сега искрено ви го покажав, тоа се искрено не се сеќавам ни кој протокол беше. Како и да е, Манго, ако не се викаше протокол, ги враќа средствата, а Америка повторно го апси затоа што направил криминал, а нели не може вие криминал да се договорите дека нема да ве апсат, ме разбирате. Одека Curve Finance гледаме дека поради ваквиот момент од 73 центи најдлабоко цената падна на 50. Тоа е голема загуба, 23 центи по коин, така да за жал се случува, тоа е реалноста. Cardano конечно го лансира Mithril, че веќе разговаравме многу пати за тоа. Битно е дека официјално Mithril е на мрежата на Cardano. Значи тоа е многу битна работа, ова е многу битна надградба. Јас не знаев кога наеднаш немаше ни објавено и едно време гледам
успешно реализиран Митрил. Значи имаме и Хайдра и Митрил веќе реализирани, а има уште 4 месеци од оваа година. Така да тоа е одлична работа за Cardano и zero downtime. Разликата помеѓу Cardano и Sol е тоа што Cardano, како и Avalanche, како и одредени други коини, има zero downtime. Ниту еднаш блокчейнот не паднал да биде блокиран. За разлика од тоа се случува на Solana еднаш недел. Така да, иако нели го проверувавме тоа претходниот пат, каде што објаснивме дека да, partially, да, значи дел од нодовите биле погодени поради одреден апдейт или нешто се случило, но гледајте, значи уште од самиот почеток од 2017 година кога блокчейн почнал да работи, 5,83, значи ова е скоро 6 години, нема ниту една минута даунтайм. Значи во секое време блокчейнот работел flawless, со тоа што нели се случувало нодови да бидат нели поради некоја причина исклучени, но знаеме и самиот ADA, значи нодовите имаат бекап на кодот кој што едноставно ги рестартира доколку се случи било каков тип на напад на мрежата. Тоа е многу битно. Сега, ова е многу битна работа која што сакам да разговарам, значи ваков тип на палење, ваков тип на FOMO е глупост. Сега најнаш ова доаѓа од некоја си типка Шенон Торп која што треба да е нешто не знам ти големо у Wells Fargo. Treasury Management, значи он е менеджер на практично трежерито на банката на Wells Fargo. Значи, најавува дека за 7 месеци XRP ќе дошол до $500. Значи вака, прво треба да бидеме реални, што е многу битна работа. Кога станува збор за проекции на цени, тоа е една од оние сензитивни категории кај што не можеме туку така само да даваме бројки без веза. Значи не можеме. Зошто го велам тоа? Значи, сакам да запамтите оваа страна. 8marketcap.com compare. Зошто е битно? Овдека може да споредите било кое добро со било кое добро. Како би изгледала цената на XRP доколку има маркет капот на биткоин. Се разбираме? Значи, прост пример. Со тоа што, значи, цената на XRP треба да достигне неверојатно, ќе видиме точно моментално колку е, че ова е во живо. 561 милион. Така, се извинувам, 561 билион или милиарди, како сакате. 561 милиарда за да добие цена од 10. А овдека типка зборува некој си 25 трилиони. Значи, прво, целиот маркет кап на Air, овдека 25 трилиони имало потенцијал. Во ред, не викам дека не може би, не знам, таму за 10 години можеме да разговараме за таков тип, но треба да гледаме реално на работите. Како кога целиот маркет кап во претходниот bull маркет во највисоката точка беше негде околу 3 трилиона, најднаш ни очекуваме само XRP да 25 трилиона. Да, ако стане XRP, може би, не знам, валута на светот, да. Но треба да бидеме реални. Значи, ваков тип ја затоа би ви препорачал да избегнувате ваков тип на ретардирани вести од типот на не е битно кој ги кажал. Значи, не е битно. Треба да бидеме реални. Ја ви прост пример. Значи, прво, замислете Ripple на вистина да дојде до маркет капот на биткоин, што не е реално. Значи, ја колку и да го сакам Ripple проектот, колку и да гледам во него потенцијал, треба да бидеме реални за ова. Така да ќе напоменам уште еднаш. Исклучиво пазете што читате ваков тип на да речам хук вести. Знаете колку ќе оди нагоре, ќе отиде до 10.000. Тоа претходно беше многу често со мим коините. Dogecoin до $1,000, не знам, Shiba до $1, тоа е научна фантастика. Секогаш користете оваа страна и мој совет би било да бидете, нели, на чисто, прост пример. Ја не верувам дека никој сега освен Ethereum има шанса да го надмине маркет капот на биткоин. За да видите која би било оваа невозможна мисија да го наминете маркет капот на биткоин, секогаш изберете овдека биткоин, а овдека ставите било која друга валута за да видите која е реалната шанса или која е најголемата можна добивка ако да речем маркет капот на оваа валута достигне маркет капот на биткоин моментално да речеме следниот bull маркет. Тоа е наједноставно да видите кои се реалните шанси или која би била она ретардирано голема цена која што може да добиете. FTX има планови да ја рестартира својата менувачница, тоа не е, нели, Sam Bankman-Fried, он нема ништо друго да рестартира. Можеби вратата на својата келија рестартира едно 10 пати дневно, како и да е. Во оваа ситуација идејата е FTT опања, значи нема да има FTT токен, сите кои што држале FTT токени, јас се извинувам, но самата менувачница, односно ова е ликвидациониот практично директор во оваа ситуација или тоа е би било управител, ликвидационен управител по македонско право,
кој што моментално најавува дека дел од оние кои што има удел во оние токени кои што се преостават од FTX, сакаат да рестартираат веројатноста, само нема да биде на американски пазар, туку ќе биде на глобален пазар, со цел да дел од средствата кои што ќе успеат нели да ги обработат, да може да си ги вратат назад. И сега, како тоа ќе биде направено станува да видиме, но мене ако ме прашувате, ја не знам кој би се дрзнал да земе сега да чува средства на FTX, тоа треба да или да сте многу храбар, или да сте, не знам, многу глуп пак. Не можам да навредам, но тоа е моје мислење. Со среќа. Мене ми е жал за тие луѓе, но пак ќе напоменам. Ние на каналов се убивме од зборување. Ништо не помага како Cold Wallet. Cold Wallet и се е во ваши раце. Никој не може да ви го земе. Значи тоа е тоа. Cold Wallet. Сега, Hex. Ова е еден, како да кажам, интересен проект кој што сега за сега не сум го ни земал во превид, а нема ни да го земеме очигледно. Кој знае за Hex, знае и за овие други два, а тоа се, само да ги најдеме овде, само за момент, не знам кај ми избега, да. Pulse Chain и Pulse X, тоа се три проекти во кои што Ричард Харт, еден од најбогатите луѓе во криптосферата, е дел. Значи он е буквално, значи тоа е интересна работа за него затоа што он моментално и ќе го јаде највеќе. Значи СЕК поднесува тужба против него во вредност 1 билион, а верувам дека ќе биде и повеќе, со тоа што го обвинува дека продавал хартии од вредност. Со тоа што жалната ситуација во оваа ситуација е дека самиот Ричард нема компанија која што може да каже па еве компанија ги продавала, па јас сум само сопственик. Туку он го правила тоа директно. Така да во оваа ситуација и целата одговорност паѓа директно на него. Сега, каде е овдека проблемот? Јас зошто имам проблем со овој човек, сега ќе ви покажам. Ова е еден Ова е еден исечок. Значи ова е еден мал клип кој што го извадив од Altcoin Daily, еден од каналите кои што навистина ги следам, има доста интересни информации. Значи, зошто имам проблем со типот? Ова е буквално грдата страна на криптосектор. Значи ова што моментално ќе го слушате од типот е што се случува со луѓето кога ќе добијат преку ноќ еден тон пари. Значи сега моментално ова е шибање на сите останати колку е он над нас. Вели јас сум Ричард Харт, вика јас го имам најголемиот диамант на светот, а ти го немаш. Care what you do, I don't care how hard you work. You can't own the world as diamond. I own it, me. Вика не ми е гале, вика колку многу работиш, не ми е гале што работиш, вика само јас, вика можам да ви кажам дека само јас го поседувам, вика најголемиот диамант, а не ти. You don't get that right. I got $10 million of wristwatches. I got $3 million in cars. I got the. Вели имам 10 милиона долари, вика, во часовници, зборуваме меѓурачни часовници. Вика имам 3 милиона, вика, во коли. 1,000 horsepower Ferrari. I had the most expensive Rolexes ever made, and I'm doing a world. Вели имам Ферари од 1000 коњски сили, имам, вика, најскапите Ролекси кои што некогаш се направени. Largest free airdrop, PulseChain.com. И моментално го правам најголемиот, вика, бесплатен airdrop на светот. Значи, што уствари сакам да кажам со ова? Ова е проблемот со крипто од една страна. Многу често оние кои што се срекни да инвестираат во нешто што е, да речем, во оваа ситуација дали е паметно или не е битно, да направат огромна пара со која што не знаат што да направат. И најчесто се случува колку брзо ја направиле оваа пара и да ја изгубаат, затоа што многу често овие бул маркети не траат долго, траат кратко, така да оние кои што се паметни знаат да ги извадат овие пари. Но Ричард Харт, и начинот на кој што он се однесува е буквално лошата страна на криптосферата. Поради вакви фаци нас не гледаат и политичарите и останатиот дел од светот како, значи, гледај колку криминалци, ме разбираш, тоа е проблемот. Затоа уште ќе напоменам, мене ми е жал што тоа се случува, но јас искрено не гледам иднина за Hex. Можеби ќе успее да се спогоди со SEC, ако тоа се случи, тогаш има голема шанса да можеби се врати Hex, но реално не е работа спогодбата. Работата е што дури да се спогоди, он повторно ќе нема шанса да го продава ако се спогоди дека истиот представува хартија од вредност. Така да ова е како да се наоѓате на почетокот на тужбата на SEC. Не знам, со среќа нека му. Јас Hex не планирам да купам и реално не гледам ни причина зошто би го, но нели. Можеби ќе дојде ден ќе го работиме тој коин, ако сакате да разгледате малку повеќе, но тоа е една од оние трагични вести кои што ги добивме денеска и исто така битна вест каде што студијата во знаете и сами пропаднатиот проект на Тера Луна, каде што Док Вон е уствари креатор кој што моментално е во Црна Гора и се брани од Црна Гора така речено. Моментално значи користеше пресудата на Ripple со цел да го надмине овој проблем, да каже дека наводно као не продава, нели, securities и дека поради оваа причина нема потреба да го тужат.
Но нормално судот во оваа ситуација тоа го избегнал, но не поради тоа што има проблем со пресудата на Ripple, затоа што гледам дека многу луѓе сакаат така да го квалификуваат тоа, туку поради тоа што самиот Do Kwon директно продавал, како што тоа беше ситуацијата со институционални продажби на Ripple, директно продавал на компании, што значи дека на вистина продавал хартија од вредност. Не е до пресудата, туку до начинот на кој што се правеле продажбите. Така да ова е интересна работа со која што верувам дека многу ќе си лежи. И интересна работа за крај, само сакам да ви не поменам, ова е она држава која што требаше престане да постои, како вика, рублијата ќе одела рабл to рубл. Не, рубл to рабл. Така беше, да. Изгледа дека работите се вртат, моментално гледаме дека Русија проштева долгови, за разлика од одредени земји кои што одвај живеат од помош. Дополнително не забораваме дека не само што проштева долгови на Африка, туку и дополнително кажа дека на секоја од афричките држави кои што има потреба од било каков тип на помош во жито, ќе им биде доставена директно од Русија бесплатно. Значи, тоа е таа Русија која што наводно ќе изгуби војната. Значи, ова е само за накратко да ви напоменам уште еднаш, не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Во оваа ситуација они ви кажуваат што ќе се случило, ама очигледно обратно се случува. Нели, останува на вас, само толку ќе ви кажам, ова е за да ви испоредам вестите кои што ги гледате вие на Сител со она што реално се случува. И интересна работа, ова се некои чартови кои што не ги прати нормално Боман Досев, кои што сакам само на кратко да ги испоредам во однос на други канали што очекуваат. Значи, овдека на некој начин малку подетално направиле структура на претходните два bull маркети, каде што во оваа ситуација не го земале bear и bull маркет од 2017-2021, како што јас постојано кажувам, затоа што овдека имаме многу поинаква структура на овој bear маркет, затоа што истиот е буквално во тек на пандемија во светот. Така да овој е bear маркет кој што не може да биде земен за пример. Ја постојано кажувам тоа. Гледам дека овој канал се сложува со мене. Значи буквално имаме копија на bear маркет од 2014-2015, што јас го кажав ако сте го следите нашиот канал, каде што гледаме дека имаме вкупно период од 110-435 дена, 110-435 дена дури до денот до воспоставување на дното, со тоа што овдека во оваа ситуација веќе на некој начин ако се копира, како што овдека се копира во оваа ситуација, изгледа дека пред нас би бил многу добар тек од бул маркетот, но нели, не можеме да се попреме само на една анализа, ова е само анализа на некој канал кој што сака да ви ја представи. Исто така и ова е алатка која што на некој начин ги дава овие параболични движења во нели контра парабола во оваа ситуација, каде што гледаме дека буквално досега ваквите параболични движења ни давале некоја генерална слика каде се наоѓаме и гледаме дека ваквата парабола воспоставена од првиот дел од бул маркетот во 2021, заедно со дното кое што го постигнавме, ни дава солидна парабола каде што можеме да видиме дека имаме поддршка за следно движење на. Исто така овдека гледаме проекција на потенцијалниот врв, кој што можеме да видиме дека во оваа ситуација представува така речено функција, која што ја гледаме овдека, тоа е оваа парабола, каде што се представени сите претходни врвови, и гледаме дека следниот во 2025-та овој канал очекува да биде негде околу 150-200 илјади, што е реално скромно, но ако мене прашувате сосема повеќе од доволно. Така да тоа е интересна работа како проекција која што Боман Досев ни ја достави од друг канал кој што верувам дека е интересен за да погледнете. И нормално за крај, пред да го завршим ова видео, само сакам ова да го погледнете добро. Ова е Блаже Коневски, великан над великаните, човек кој што е направил македонската граматика, човек кој што се борел за македонштината на целиот свет и човек кој што ниту татарите, ниту циганите, ниту србите, ниту било кој смеел да му каже нешто во однос на македонштината, но за жал ваквите луѓе пребрзо не напуштаат, иако нели не било возможно да биде жив до сега, како и да е. Она што моментално го кажал, денеска одекнува. Значи големо ни името, ќе сакаат да ни го земат. Епа, нашите го продадоа, останува на нас да пробаме да го вратиме еден ден, но зошто го кажувам ова сега? Затоа што утре е најголемиот празник на Македонија, низ историјата, без разлика дали станува збор за античка Македонија, дали станува збор за турска, претходно робска Македонија или слободна Македонија со партизанското движење, значи Илинден секогаш бил и ќе биде најсветлиот ден на македонштината во светот. Така да, во текот на утрешниот ден ќе ви честитаме соодветно, но денеска само сакам да напоменам дека им благодарам на сите кои што го поддржуваат нашиот канал како и секогаш е претежно македонски и е битен за македонскиот народ. Останатите, ако сакаат, треба да ги почитуваат правилата на нашата заедница и не ни смета да бидат дел од заедницата, но на крајот од денот
ова е направено за македонскиот народ. Единствено што бараме од вас како и секогаш е да го споделите со останати македонци, ако мислите дека оваа материја е солидна, за да можат да научат нешто повеќе во однос на криптопазарот. Така да ви благодарам за поддршката како и секогаш, продолжуваме и понатаму, нека ни е вечен Илинден, нека е вечна Македонија како и секогаш и нормално се гледаме во утрешното видео техничка анализа. Поздрав од Крипто Гемиџи.